Дечко, добар ден повторно од студио 1, отвореното студио на 1 телевизија. Јас сум Сашо Радановски, вашиот домаќин цел ден овој ден. Не заборавајте, утре во вторниците обично со вас колегата Чомовски. Сигурен сум дека Чом со своите мустаки ќе привлече различна публика од оваа која јас успевам да привлечам, а тоа сте вие кои што седите пред магите екрани. Овој дел од програмата ќе пополниме со еден разговор кој што повторно ќе биде врзан за политичките случувања во Македонија, но ќе го започнеме пред да ги представам моите гости. Всушност, може би е подобро сега да ги представам моите гости, бидејќи и тие ќе треба да го слушнат она што ќе го разговараме. До мене седи Пеце Тагарски од организацијата ОКСО, која што се занимава со различни работи, меѓу другото и со политички анализи, со продукции на телевизиски и друг тип на серии, филмови и така натаму, се занимава со проучување на сето она што представува културна сцена и па и политичка сцена во Македонија. Пеце, здраво живо, добро дошол. До него е за вас верувам познат лик Џабир Дерала од Цивил, а Цивил е организацијата една од најактивните организации, граѓански организации во Македонија, која што секојдневно го исполнува етерот со содржини кои што представуваат мониторирање и следење на она што представува македонска демократија. Џабир, добар ден. Добар ден. Јас сум сега во ситуација да ви читам еден материјал кој што во текот на дневникот ќе биде и подобро обработен, но од кој што е туку што пристигнат. Имено, еден телевизија во соработка со агенцијата Рейтинг направи истражување на јавното мислење во Македонија, чии што кратки резултати сега ќе имам тоа задоволство ексклузивно да ви ги прочитам. Имено, анкетата е направена од 11 до 16 септември, направена е на репрезентативен примерок од 1066 граѓани и тоа е според принципот врата на врата, лице в лице, прашање одговори. Во неа се поставени прашања кои што се однесуваат на актуелните политички збиднувања во Македонија. Според анкетата, оние кои што мислат дека Македонија се движи во правилна насока, бројат околу 53% од испитаниците. Нешто повеќе од 1/3 или 34% сметаат дека работите одат во погрешна насока, додека 10,4% рекле дека во правилна ниту во погрешна насока не се одвива работата, а занемарливи 3% одбиле да одговорат на ова прашање. Како што гледате, Македонија е прилично поделена и тоа би се рекло дека таа да кажем поделба потоа се осликува и во мноштвото други одговори кои што следуваат во оваа анкета. Високи 78,2% од испитаниците рекле дека го поддржуваат членството на земјата во ЕУ, односно 77,4%, што е повторно 78%, го поддржуваат членството во НАТО. Она што е занимливо за овие бројки е тоа што ова е еден растечки тренд, бидејќи на претходната агенда, на претходната се изведена анкета на истата агенција која што ја правеше на истиот предложок на граѓани, таа поддршка беше 66, односно 60% за членство во ЕУ и за НАТО. Значи, гледаме еден скок од 10% од оние кои што ги поддржуваат овие движења, што е веројатно резултати на оваа една интензивирана активност и на оние кои се за и на оние кои се против, а е во пресрет на референдумот. Што се однесува до договорот со Грција, речи се половината од анкетираните, односно околу 49%, сметат дека не би можело да се постигне подобар договор од овој кој што е постигнат. Околу 33%, што е 1/3 од анкетираните, сметаат дека може и во иднина да се постигне подобар договор, а другите не биле сигурни или не сакале да дадат одговор на ова прашање. Сличен процент на граѓаните, односно околу 48%, сметаат дека ако Македонија сега не искористи шансата за приклучување во НАТО и во ЕУ, таа можност ќе се изгуби за секогаш, додека близу 33% сметаат дека ако не искористиме шансата, ќе има повторна шанса и во иднина. Како што гледате, тој процент на, како да кажам, про и контра и оваа власт, и односот кон референдумот, и односот кон договорот со Грција, се зачува практично низ целата анкета. Она што е важно е дека околу 20% од луѓето се уште немаат став или одбиваат да одговорат на тие прашања. Тоа е 1/5 од граѓаните и тие се значаен дел од оние кои што ќе морат да донесат одлука што ќе прават на денот на референдумот. Мнозинството граѓани сметаат дека референдумското прашање е јасно и недвосмислено. Со ова тврдење се согласуваат околу 57% од испитаниците, додека не се согласуваат 33%, повторно истата третина. Останатите биле сигурни или не биле сигурни или одбиле да дадат одговор на
ова прашање. На прашањето како ја оценувате кампањата за излези за Европска Македонија, значи оваа прореферендумската кампања, околу 52,3% ја оцениле целосно или главно позитивна. Значително помалку 28% ја оцениле целосно или главно негативна, додека останатите рекле дека не ја следат доволно или немаат мислење во однос на тоа прашање. Кампањата пак за бойкотирам позитивно ја оцениле само 27%, тоа се практично 28%, тоа се практично истите овие кои што рекле негативно за прореферендумската кампања, а 48-49% рекле дека не ја следат или не допрела до нив со оние исто така процент на граѓани кои што ја поддржуваат таа кампања. Сега следува едно прашање кое што не е моментот на овој референдум, но агенцијата Рейтинг измери која е поддршката на граѓаните, односно на испитениците во оваа анкета за самите политички партии. Кога утре би имало избори, според податоците на агенцијата Рейтинг, СДСМ би освоила 23,9, односно речиси 24% од гласовите, ВМРО би освоила 19,2, тоа е значи на некои 4% помалку, ДУИ 5,6, ДПА 1,6, БСН Африм Гаши 1,5, БСН Билал Касами 0,9% и Унијата на албанците 3%, тоа е на Зијаден Села. Останатите партии имаат под 1% од поддршката на граѓаните. Како неопределени се изјасниле дури 36% од анкетираните, а оние кои што рекле дека нема да гласаат се околу 6%. Значи, кога ќе видите, огромен е процентот на луѓето кои што се неопределени не сакаат да гласаат и тој се движи негдека околу 42-3% од оние граѓани кои што се прашани на анкетава. Јас протрчав низ анкетава, таа ќе биде предмет и на подобри анализи, ќе се објавуваат, ние нашата редакција информативна веќе подготвува и одредени графикони со кои што ова ќе се поддржи. Но сепак, макар и на едно слушање, Пеце, како ти се чини тебе овој став на анкетава? Ти се чинат ли цифрите реални од ова што, ако успеа да ме слушнеш за што говорев? Не е ништо изненадување. Така да, во ова цела потрага по идентитети, да се објаснува на ваков начин реалност или барање на нација, да се соочи семата со себе си, само одговара кој ќе го правиш тој таймлайн или кој ќе го анализирам изминативе 27 години. Така да, ова не е лошо, само 30% на популација да се прилично заглавени или изгубени во целата реалност, а друг дел скоро 50% да имат барем колку толку јасна представа кај одат. И мислам дека е добра назнака дека референдумот или цел овој процес со референдумот ќе биде успешен и на крајот, не знам, прашам уште колку време ќе се тегнеме со тоа, уште 3 месеци, 6 месеци на година, меѓутоа цел тој процес ќе заврши со едно наше, би рекол, стратешко редефинирање како дел од НАТО и понатаму со надеж дека ќе бидеме дел од ЕУ. Џабер, како ти се чинат тебе овие резултати? Мене ми изгледаат резултатите соодветни на тоа што ние го гледаме на терен. Пријатно изненадување за оние што се во кампањата за, се разбира, особено во делот кој се однесува на поддршката, растечката поддршка за ЕУ и за НАТО. Тоа што овие рейтинзи или овие анкети можат да постигнат е да видиме каде сме, што сме, сите што сме на некој начин инволвирани во тоа, но сепак теренот кажува и нешто друго. Тоа се состојби кои луѓето ги преживуваат во текот на денот, кои не можат секогаш да бидат отсликани во една ваква анкета. Тензиите и поделеноста во општеството се прилично изразени, владее известна анксиозност, еден страв кај еден дел од граѓанките и граѓаните кои, особено во помалите или во руралните средини, се соочуваат со структури кои се служат со недозволиви, би рекол... Од обете страни или некоја страна засилено? Она што ние го забележуваме, има две категории од 10 категории кои ги покриваме, а кои се однесуваат на нерегуларностите во овој процес. Двете категории се однесуваат едната на притисоците и заканите за негласање. Значи, оние структури кои се
дел од Бойкотирам, иницијативата Бойкотирам, вршат силен притисок кај граѓанките и граѓаните, вклучувајќи го и неодамна откриениот во 2 општини, сега имаме уште извештаи и некои индикации за уште во 5 општини, значи вкупно 7 општини до сега се на нашата мапа, каде што овие структури ги подготвуваат дел од граѓаните за возврат за пари, да ги предадат своите лични документи на 29 септември и да ги добијат на 1 октомври назад, за да не можат да гласаат. Веќе е позната и сумата. Имате такви случаи откриено, Жабир? Веќе во 7 општини. Веќе во 7 општини, веќе е позната и сумата. Што значи тоа? Некој приоѓа да ви пријави такво нешто? Да, имено нашите долгорочни наблюдувачи, меѓутоа и дел од граѓанките и граѓаните веќе се јавија на нашите телефони или пак пополнија формулар на онлайн формуларот на Слободни избори инфо. И таму дознаваме и која е сумата понудена, меѓу 1000 и 1500 денари по гласач се нуди за одстапување, односно Тоа е ефтино или скапо? Како се чини тоа, мислам? Па видете, ако имаме предвид дека во изминатите избори еден глас чинеше некои 500 денари, сега гледаме дека влогот е 3 пати зголемен. И тоа е Тоа е успех на владата на Заев. Да. Тоа што еве, ако ми дозволите, и овде ние веќе апелиравме неколку пати, денеска ќе излезе и утре ќе излезат уште соопштенија во врска со тоа. Апелираме до оние што се предмет на ваквите манипулации и притисоци, тоа да го пријават во полиција, бидејќи е кривично дело и едното и другото, и примањето подкуп и давањето подкуп. Пеце, како мислам, очигледно македонскава нација, не мислам само на етничките македонци, туку на државјаните на Република Македонија, одат кон некаква средба со историјата. Како ти се чини тебе, на каде оди таа приказна, ќе се сретнеме или ќе се промашиме со историјата? Има една еврејска изрека што вика да не ти дај Господ да живееш во историски времења. И онако, ако можеме фонот на цела оваа кампања да го пратиме, дека она што е заедничко со сите нас е дека сме сигурни дека во моментот се соочуваме со историјата. Како изгледа тоа на ниво на обичните граѓани? Разбираат ли они таа димензија? Свесни ли се за важноста на својата постапка? Па добро, ако кошта 1500 денари, како се вика глас така релевантно да правиме, мора дека се свесни за историјата. Меѓутоа има многу се поинтересни дел што се за, например, толку сме сите напред во тоа дека е толку битно, меѓутоа постои насенка кај сите нас. Значи, тоа особено кај политичарите се гледа дека на некој начин како да се уплашени во она што го правевме некој муабет во еден чаптер во Британика енциклопедија, што ќе биде таму. Мислиш дека се плашат или како за својот или како ќе бидат запишани во учебниците по историја понатаму. Мислам дека до ова што ни се случува дека тоа мислам дека не потребен страв кај сите нас, дека едноставно што ти претходно ти реков дека ако бараш да го дефинирам ова што ни се случува дека на ќорото пиле Господ седелка му прави, ме разбираш? Ако сакаш, вие можете тука геостратегиски тоа да го објасните многу подобро од мене. Добро знам, ама тоа е некако еден вид на фаталистичка една теорија дека па не е фаталистичка. Што и да направиме не зависи од нас. Па за среќа не зависи од нас. Едноставно ретко когаш ни се поклопи оние неко малку наши интенции дека се движиме во добра насока и дека дека историјата или она што значи геополитика во еден момент се сретна со нас, да речеме дека Џабир е граѓански активист, он зависи од Тоа сакам не знам дали се согласува дека ништо не зависи. Добро, јас не го прашав Џабир дали се согласува, туку ти ме праша мене да ти кажам што мислам. Јас го прашам. Џабир се согласува со дека апсолутно не се согласувам заради тоа што ако ништо не зависи од нас, тогаш не би не реков дека ништо не зависи од нас или референдум. Тоа не реков дека не зависи од нас, дека едноставно дури и во услови кога референдумот според тие законски одредби е консултативен, дури и во таа смисла на зборот референдумот е извонредно важен и без оглед на тоа што е консултативен и дека институциите на крајот ќе го кажат својот последен збор, сепак институциите ќе постапат, сигурен сум, онака како што ќе кажат граѓанките и граѓаните во текот на референдумот. И тоа значи дека секој поединец овде во оваа земја е многу важен. А да не зборуваме за етници и така. Постои една атмосфера и не ми е прв пат да тоа го дискутирам и со мои гости, а и вон овие студии и така натаму.
кое што од прилика вели дека македонската држава и македонската демократија особено се толку млади, што во суштина оваа генерација на граѓанки и граѓани, што би рекол Џабер, во државата, не е се уште доволно капацитетна за да може да ги процени историските последици од она што и се нуди. Сега ова звучи малку како звучи претенциозно, се разбира, и може да звучи, може да е сосема погрешно, бидејќи секоја генерација има некакви предизвици пред кои треба да се исправи. Но Пеце, на тоа ли мислиш дека за среќа ова не зависи многу од нас? На тоа ли мислиш дека за среќа некакви поинакви интереси кои што се многу пошироки отколку една мала точка на мапата која се вика Македонија, ја раководат целата... Едно е тоа што за среќа, а второто одговорноста на елитите за еманципацијата на граѓанките и граѓаните, што би рекол Џабер. Ме разбираш? Во која смисла? Па таа одговорност не се постигна, не се испорача тоа што требаше се испорача или? Ако ги 30 години имаме простор да дебатираме и да се сочуваме каде одим. И тоа ние прилично дефетистички го направивме, без јасно да дефинираме. Ме разбираш? Се ова што се случи изминативе 3 години е најдобар доказ за тоа. Ама во тие 30 години бевме изложени на една многу густа тема. Ние пак... сме постојано секоја трета година решаваме за некакви историски прашања. Сакам да најдам обяснителна околности за одредени... Гледайте, процентот на оние кои во анкетите велат дека не се сигурни што треба прават е значителен. Така. Види, мислам дека една од грешките ова што ти го кажа дека бараш олеснителна околност и дека нашите политички елити во моментов се пробат, се трудат едноставно да го направат народот подобро од она што е и да му објасни дека тие решават и така натаму и така натаму. Разбираш, зборуваме во еден друг контекст. Мислам дека треба да се соочиме со нешто друго, дека кој ќе ги анализираш сите истории на народите и нациите. Имаш во еден момент што се вика креативна деструкција, во момент кога тие се соочиле на точка кога нештата се прекршуваат. Разбираш? И мислам дека во Македонија баш во тој момент, кај што треба таа негативна спирала која изминативе 30 години не мачеше, да ја преместиме во една шанса да биде позитивна спирала која ќе не влечи нагоре. Ако смеам да кажем, Џабир, ако смеам да се надоврзам во светот во кој што живее Пеце, значи поважно е во овој момент помалку важно е да бидеме признаени во Обединетите нации колку на Netflix. Да, мислам, тоа сум дефинитивно сигурен. Ајде сега. Светот станува табу реално. Едноставно никој веќе не гледа на приказни за народи, за нивни, за нации, за идентитети и така натаму, кога ти одиш да разговараш со луѓе во светот, кога разговараш за продукција, за некои нови работи, сите зборуваат за две работи. Прво е територија, второ се потрошувачи. Приказните за идентитети, за народи, за држави, тоа е нешто друго кое останува на тоа милје на кој што ти припаѓаш и на кој што вие разговарате за овие секојдневни политички прашања кои се јасно дефинирани на една работа овде и сега. Ме разбираш, што е основа на политиката? Добре, ама како пазар сме многу мали, тогаш не знам како... Ирелевантно е тоа. Ирелевантно е тоа. Затоа е тука битноста на културата и образованието да покажеш дека баш и она што се звика како пазар и територија има нека дополнителна вредност што е поголема. Мислам дека тука у таа точка се допирате со Џабир. Штом се спомне култура и образование. На крајот ќе се доприме до тоа, меѓутоа тогаш дефинитивно кога ќе ги соголиме нештото да се соочиме која реалноста. Јас би сакал да дополнам апропо тоа дали нешто зависи од нас или не. Знаете, има периоди во историјата на било кој народ или во континент, ако сакате, кога работите зависат од луѓето кои се во тие заедници, а потоа, откако ќе ја пропуштат шансата, веќе не зависи ништо од нив. Со други зборови, ние имаме сега во рацете еден процес кој е во рацете на граѓанките и граѓаните, на гласачите, и ако го пропуштиме тој процес, тогаш ќе настапат периоди кога веќе нема ништо да зависи од нас. Да. Значи, тие зависи од нас и не зависи од нас се периоди кои не се преклапаат секогаш, но знаеше да каже на времето дека историските решенија се како бели коњи кои што кружат во големи кругови околу вас и ако не уловите шансата да им се качите во моментот кога поминуваат покрај вас, кој знае кога следниот пат ќе дојде. Добар цитат. Океј, меѓутоа има на друга работа сега. Ајде да разговараме која е идејата на Европа.
Ме разбираш, која е идејата на здружувањето? Џајбер Фринаш што го зборува тоа, меѓутоа ајде се надам дека гледате Game of Thrones. Winter is coming, вика. Ме разбираш? Да, големото студенило доаѓа. Тоа е прашањето. Прашањето е зошто Европа сега баш реши дека мора еднаш за секојаш да реши да си го затвори кој е нејзинот геостратегиски простор и дека мора да си ги соди сите нивни, како се вика, заблудени синови назад таму. Мене, ако ме прашаш која е идејата на Европа, мене ми тоа е јасно. Идејата на Европа е 70 годишен мир. Идејата на Европа не е пазарот. Пазарот после дојде како консеквенцата тој мир. Тоа зависи на кој начин го толкуваш само. Го толкувам на начинот на кој што Конрад Аденауер и Де Гол ја дискутира европската идеја и кога решија меѓу две нации кои што воделе столетија и столетија војни и крв до колена, тоа е француската и германската, да ја подарат на Европа 70 годишен мир. И кога таа работа сега се нуди во таа асоциација да влезе една Република Македонија, при тоа потполно признаена со својот идентитет, со своите културни капацитети и така натаму, мене ме изненадува како тоа дури една третина од населението не може да го препознае, а лесно ќе се согласиме дека во таа една третина веројатно превладуваат етнички македонци. И може би тоа сега прашање на дебатата. Џабир се водели доволно сериозна и доволно артикулирана дебата за овие работи или некако Фејсбук успеа да наметне една, како да кажем, дебата од социјални платформи во кои што доминираат анонимни ставови, кои што доминираат понекогаш и агресивни, хистерични и така натаму елементи. Да не кажем сега навреди и сето тоа. Може би е прашањето и на дебатата. Да, описот на дебатата е одличен со тоа што ние се разбира не ја следиме само онлайн дебатата, која е прилично на ниско ниво, без политичка култура, без култура воопшто, без никакви скрупули, но сепак ако гледаме на целото општество, гледаме сепак дебата, гледаме дебата и овде во ова студија. Ние само за тоа збориме веќе со недели дана. Впрочем, еден добар дел од дебатата е квалитетен, има многу активности на терен, и невладини организации, веројатно владини институции и оние што се дел од политичките партии на владеачкото мнозинство, може би и премногу се на терен. И тука имаме одредени забелешки, па и случаи на кршење на правото на глас. Со тоа што во глобала гледано, ако го исклучиме онлайн просторот, ние имаме добра, динамична дебата, каде што се вкрстуваат и сериозни и несериозни аргументи, но кога ќе го вклучиме онлайн заедницата, односно тоа што се случува на социјалните мрежи, тогаш таа дебата навистина станува грда. Пеце, дали... Чекај. Имам забелешки. Да, јас спомнав на почеток, имавме 30 години време за дебата. И ја исцрпивме комплетно, дури ја исцрпивме и можноста за избор. Разбираш? Така да, мислам дека прашањето, бидејќи стајде, и двајцата имате некој филозофски контекст. Прашањето, оно што тука главно, за идентитетот. Па таа дебата никогаш не завршува, Пеце. Да, точно, тоа е... За идентитетот дебатата, зашто да исцрпиме тогаш времето за дебата? Да, тоа е прашање, меѓутоа, не успеавме. Има една страшно лоша работа кога се занимаваме со такви битни теми. Онтолошки, така да кажам, за идентитетот, кој сум јас и кај сум и каде припаѓам, ние успеваме да ги поедноставиме до толку и да пробаме да разговараме ние тројцата или уште полошо ти, Геро и како се вика Ристо Никовски на толку битна тема на која што од Аристотел до Хана Арент и Славој Жижек не може да го дефинира. Ме разбираш ти, не забораваме дека идентитетот и нациите се политичка креација. Па ја не заборавам тоа, можда вие заборавате. Па добра, ајде се... Ама за да биде политичка креација, тоа значи дека треба да помине из политички процес. За да помине из политички процес, тоа значи треба да се уважат сите оние политики кои што подразбираат политички процес. Меѓу другото и оваа дебата што денес. Меѓутоа тие дебати и таа не може да биде исцрпена. Меѓутоа тие дебати претходно треба да споминат низ оној што е демократски процес на општество, што значи да почнат кај што му е местото на универзитети, на разни семинари, конференции, да завршат со толку со едни институции што има толку големо значење што се вика Македонска академија на науки и уметности, кој сето тоа го преспа изминатиот период. И сега ние видите Ману е најчесто вреќа за удирање боксови во оваа држава веројатно 30 години. Но да речеме дека се тоа што се кажува за Ману, да речеме дека е точно.
дека тоа не е институција која има капацитет. Тоа значи дека што сега не можеме да водиме дебатат чекајќи Ману да стекне со капацитет? Не, дебатите се исцрпени. Треба да се соочиме во моментов кои ни се реалните предизвици пред нас. Ти се допаѓа ли Пеце тебе лично кампањата со која што настапува, би рекол, власта, бидејќи власта стои зад референдумското прашање, бидејќи си и ти изложен како и сите ние други на таа кампања? Дали ти се допаѓа начинот кој оние обмислили и ја спроведуваат таа дебата со граѓаните на Македонија? Види, јас ќе гласам за и независно од кампањата. Независно од кампањата. Дајте така да видиме политички коректни во овој момент. Значи... Ако ме прашаш од друга страна, пак ќе се вратиме на основна теза дека ние не можеме, дискурсот едноставно ни е погрешна, фолклорен ни е. Опозицијата вика едноставно ајде сега да ја мажиме таму за некој богат чорбаџија кој не или кој ќе направи среќни, ќе живее во и до крајот на животот, а опозицијата е како македонска крвава свадба, знаеш, тие вика дека ќе обесчети, ќе ја потручи и така нат и ќе излажи на крајот и така пак е. Ова е баш едно фолклорно објаснување. Да, јас така гледам ако ме прашаш. Друга страна имаш уште некои кампањи околу кои само намигнуваат лево десно. Оти ние тука едноставно оти немаме политички избор. Едното е за Европа, другото е Јанко Бачев. Да, апропо кампањата... Практично немаш тука простор за кој што ние треба да бираме. Па не само Јанко Бачев, гледам дека и ВМРО Мицковски е прилично вклучен со своите... Кој е изборот на, мислам, кој е ставот на... А сепак не може да се сведе Мицковски на Јанко Бачев. Не, окей. Па не може, мислам дека поарен Бачев, има јашен став. Види, постои, ако може да ти кажам една аналогија, ако се сеќавате почеток на 90-ти, крвавата војна во бивша Југославија. Не, само што се сеќаваме, се надевам да сведоци на тоа. И имаше еден случај кој што беше трагичен во тој дел на некој тие меѓу Србија и Хрватска кој што бараа во тој вод војнички да се изјаснат кој е за Србија, кој е за Хрватска, кој е JNA. И се сеќам дека некој дечко Алексис се призиваше, се појави, излезе пред сите и самиот се самоуби со пиштол. Тоа го направи Мицковски, не можеше да се реши во целата работа. Ме разбираш, и сега ние тука правиме, мове дали треба да го натераме врмбар и Мицковски да тргнат по тој пат. Тие се едноставно направи комплетно политичко самоубиство и мислам дека се отстрани од политичката мапа на Македонија наредниве 50 на година. Да, но тие очигледно ако е испоред оваа анкета која што пред малку што резултати ги прочитавме, има еден значителен, најмалку четвртина, веројатно и третина од македонското, како да кажем, гласачко тело, кое што тоа самоубиство или не го препозна, или го поддржува. Добра, и учествува во тоа. Тоа е точно, меѓутоа колективен чин за една нација од вака мали пропорции. Види се што сега мислам дека е одлична шанса во тој контекст и ЗАЕВ и СДСМ да си го покаже лидершипот во едно време и да го покаже кој е патот правилен, а и ние како либерална јавност тука да се придружиме. Оти прашање дали ќе имаме уште една таква шанса во животот. Добро, тоа прашање го поставува целата оваа кампања за која што разговараме. Мислам дека немаме уште риторичко. Џабир, како гледаш ти на таа кампања? Некои те обвинуваат дека и невладните организации, дека и цивил е дел од таа кампања. Се чувствувате цивил како не е дел од таа кампања, не се не чувствуваме како дел од таа кампања, бидејќи едноставно како организација за човекови права ние постојано одбираме да бидеме на страната на граѓанките и граѓаните и да го одбраниме правото на глас. Тоа што ние го правиме меѓу другото, базирајќи се токму на таа појдовна точка на правото на глас, сметаме дека луѓето треба да го искористат тоа право на глас на најдобар можен начин, слободно, без страв, без принуда, врз основа на сопственото расудување, што е најдобро за нив лично, за нивното семејство и за Македонија. Тоа што ние го правиме исто така е едукација за гласачкото право. И тоа ни оддалеку не може да биде кампања за. Ако ние повикуваме луѓето да си го искористат своето гласачко право, тоа не значи дека сме дел од кампања. Па знам, ама кај нас веќе тоа се сведе на тие што ќе излезат на гласање, во суштина се продавници, барем оваа групација која што тврди дека референдумот треба да се бойкотира, без разлика за што гласал, ти ќе ја предадеш Македонија. Овие другите велат дека ние тројцата сме стари предавници. Ние сме, ама се работи сега за остатокот од нацијата. Ова е многу важно да се запомни, дека ние не се мешаме во одлуката на луѓето дали ќе гласаат за или против. Тоа не е наша работа. Наша работа е дали институциите ќе го обезбедат
правото на глас. Дали ќе обезбедат услови за тоа право на глас да се исполни и да се искористи. Исто така ние немаме ништо против ако луѓето решат да абстинираат. Еве, може би не сакаат или ги мрзи, дури и тоа. Иако ги повикуваме тоа да го направат, многу разбираме и правото на луѓето да кажат, да одлучат да не учествуваат во процесот. На крајот на криштата проблем е говорат на омразата, проблем е насилството кое се спроведува. На крајот на криштата целата дебата ќе продолжи и после идната се разбира. Ние ќе добиеме некакви резултати. Според сите анкети, тие резултати веројатно во мнозинството ќе значат одобрување на Преспанскиот договор, ќе видиме прашањето на цензус, нецензус и така натаму. Потоа следува повторно можност за дебата. Потоа Пеце што дебатираме? Откако ќе заврши референдумот, што дебатираме потоа? Се надам дека нема да дебатираме. Искрено тука ќе правиме муабет како она што беше така убави дебати пред некој ден тука Сергеј со нивните колеги правене убава цивилизирана дебата и како тоа изгледа приватноста на Фејсбук, разбираш? Мислам дека се надам дека ќе се случат такви дебати, така да уморени сме од нашата средба с историјата 30 години, тоа не мачи, не измрцварува, дека меѓутоа мислам дека ќе бидеме на јасен пат кој ќе биде јасно дефиниран пред нас. И дека туку така Европа ќе биде пред нас подалеку, тоа ќе биде далечна приказна за сите нас. Добро, таа приказна веројатно и треба да се раскаже за да се стигне до крајот на тие корици. Јас сепак мислам дека ќе треба да дебатираме за референдумот и за начинот на кој беше спроведен. Прво и основно треба да дебатираме за избирачкиот список, кој и зошто се уште не го средува. Ќе треба да дебатираме за изборниот закон кој е препон со дупки и со редови кои се препишани од европски закони или од хрватскиот закон, меѓутоа мистериозно исчезнуваат некои делови кои му овозможуваат право на глас. Например, ако вие патувате на 30 септември во Виена, нема да успеете да одите во вашето ДКП и да го остварите вашето право на глас. Зошто е тоа така? Јас се согласувам, мене ќе види драго дека ќе треба да дебатираме за коруптивните елементи во настапите на премиерот, кој не успеа да одвои на моменти не успеа да одвои премиер, лидер на СДСМ и коруптивни елементи кои ги имаше во настапите. Треба да дебатираме за тоа зошто МВР има над 100 пријави за говор на омраза, за насилство, за кршење на кривичниот законник, а основното јавно обвинителство нема ни една во овој момент постапка, барем не знаеме за такво нешто. Треба да дебатираме за низа работи кои се прилично европски, а кои ние за жал не можеме да ги доживееме. Види, фина, вие ќе дебатирате... Треба да дебатираме за одговорноста на председателот Иванов. Треба да дебатираме за одговорноста и политичка, и морална, и законска, и на опозицијата. Не можеме преку политика да го дефинираме животот само, како што го правиме изминативе 30 години. И оваш, ако ме прашаш, кој ќе ги соголиш сите нешто, што зборуваме кога зборуваме за референдумот, ние зборуваме за две работи, за образование и за култура, на кој што досега едноставно нашиот третман како општество или партиве беше на ниво на геноцидност. Ме разбираш? И сега дојдовме до ситуација, сега битно било образованието и културата. Па добра, се надам дека тие ќе бидат дебатите кои после тоа ајде повеќе. Ако не се лажам, претходната власт многу вложи во културата и во образованието. Се работи со манипулирање и сполитизирани дебати за култура. На ниво на создавање на нација, на ниво на создавање идентитет. И дори тоа скоро им успеа. Меѓутоа ние не успеавме, ако ме прашаш која е нашата одговорност да го објасниме тоа, зошто беше оно протично што ќе правиме после муабет, зошто е потребата за еманципација на општеството да свати што им се случи со тие 10 години из Скопје 2014. Тоа после е сега, Пеце, бидејќи сега ќе му се заблагодариме на Џабир, ние се договоривме дека разговорот ќе го продолжиме со Пеце Џабир, бидејќи Пеце, меѓу другото, Оксо е и продукцијска куќа која ја продуцира единствената ситком серија во Македонија, тоа е Преспав, и која што почнува нова сезона. Џабир, благодарам многу и ќе се гледаме ние. Јас ја морам да одам да анализирам извештајот терен. Така е. Џабир има така големи обврски да. Џабир, ние ти посакуваме пријатна работа. Благодарам многу. Пеце, докаде сме со нова сезона на Преспав? Мислам дека веќе почнавте да снимате, завршувате, што се случува со тоа? Почнуваме трета, нова сезона, трета сезона на Преспав.
И тоа е 20 епизоди. Мислам дека ќе одиме на МТВ ова година, МТВ покажа Веќе потпишавте Да, договор со МТВ покажа интерес за тоа, нас ни многу драго, се надам дека МТВ пополека почнува да се осознава која е нивната улога како национален сервис и што е добро за нас. Не се плашите дека ќе имате помала гледаност на МТВ? Мислам, бидејќи сепак тие пополека осознаваат која е нивната улога во македонскиот медиумски и општествен. Минатата година, после првиот месец на емитување на YouTube, имавме 3,5 милиони гледачи на Преспав. Така да публиката тука на Преспав. Прашањето во... Јас мислам дека изгоден момент и видео да оди за да го покрие овој дел од разговорот, бидејќи мислам дека... Па се ако оди видео, да, може и да оди видео. Ајде да го одгледаме видеото, па ќе продолжиме да минути. разговараме. Режија, пуштете го видеото од некои 2-3 минути. Да почнам, така. ИПА фондовите ни помогнаа да го... Каков гроб? Ние уште нема заштедено гроблац. Инспекторот ке не закол. Ау, матер, си го фати в прстот. Куварот Марио го турирал. Што му правел? Го турирал, брат. Стиснал газ до гаска. Која гаска? Живај на Марио му реков, не смее до шпоретот да се доближи. Немај гај. Каков шпоред, какви ба... Абе, каков шпоред, какви бахрачи, бе. Ајде. Нема, бе, која ќе јадеш после... Ја поправи шпорета, инсталацијата не ви уред. Ова беше шок, се извинувам, ја не можам. Ја не бев спремен за вакво нешто. Кој ден е денес? Абе, дечки, не се смеете. Абе, како не се смеете? Абе, ставите се. Кој купил маслинки каламата на место мајмун? Леле, одлично е ова. Да го викнам Коста, јас може? Да викниш. Коста! Ке си купиме и гробно место со клупа, со бетонско, со вакво бетонско... Како се вика, бе? Бетонско саксииче, да. Вазниче, бе. Јас се извинувам, не може. Јелена, дали си нормална? Се си објавила на Фейсбук. Ја не можам со овој. Имате прекрасен брк, мустаќ. Како... Ај. Имате прекрасен мустаќ. Како Мишо Ковач. Леле, не можам, извини. Не можам. Ајде уште еднаш. Ај. Чекај. Што убаво ти сетил, Коста Либе. Купил подвезица за твоја ула. Данке, mein Liebe. Стоп, ајде. Морам да одам. Димо ќе умре. Коста! Не, Ула, морам да одам. Морам да одам. Ке ни суднисат бизнисот ако се изгради. Била сам шал црвени, Как те басам, да сам најлепша. Уважаеми господин, позволите да се извина од името на всичките собственици и на целиот персонал за злиот инцидент. Позволете да ви пожелам топло посрештане и да наздравиме с тази чаша шампанско. Фала, не требаше. А палмите кај да ги стоварам, на дворот или...
назад во студиото, ја одгледав и најавната и одјавната шпица на Преспав. Ова што пеце што го гледавме бе се снимки од првата сезона на Преспав. Колку е тешко да се направи ситком серија во Македонија? Тоа во телевизиската индустрија инаку не е лесна работа, но како се прави тоа во Македонија? Како ја успева таа хемија? Хуморот е најтешко да го достигнеш. Од Аристотел доса, пак да се вратиме. Според негова класификација, така да најбрзо се конзумира, а најтешко да се направи. Така да одговорот може ќе биде како дали е лесно да направиш нова телевизија. Да. Мислам да е воопшто дали што е лесно, така да. Што е најголемиот проблем во таа смисла? Сценаријата, глумците, режијата, продуцентот, што е најтешкиот дел? Мислам, јас знам дека може да се каже се е тешко, ама сепак. Првата сезона беше предизвикот дали воопшто нешто може да се направи. Кога ние почнавме кога ја понудив идејата да го правиме Преспав како ситком, тоа беше нема шанси. Тоа 99% од целите ми, јас би сајно цитав, вика, не може, па никој не направил. Така да успеавме да го направиме. Првата сезона беше тоа дека може да се заокружи целти систем што е потребен да ситком профункционира. Втората сезона беше да покажеме дека концептот на игра на ТВ серија е одржлив во Република Македонија, а третата сезона беше најтешко да го најдеме мајсторот за лифтови Војче. Разбереш? Да. А сега ја снимате целата во Скопје, во Македонија. Знам дека ангажирате и странци. Како е? Ќе се снима во студијата на Македонска радио телевизија. Успеавме да го адаптираме едно студио што беше претходно на некој начин заборавено и запуштено, да го адаптираме во студија кај што може да се реализират на ваков тип проекти. Најголем дел од екипата е иста, може да ја покажат на сликите која ќе биде новата газдарица на Преспав, така да одговараме малку на естрадноста во контекстот на вашата телевизија. Добро, пуштете ги режија ако ги имате. Една слика е сосем доволно, така да и да биде кратко, да. А другото нека остане. Ова е новата газдарица на Преспав, да. Јана Маринова, една од непознатите актерки од Бугарија. Тоа значи дека ова ќе биде исто така превладувачката гардероба во новата сезона или Тоа нека биде тизер за она што вие ќе гледате на ваша конкурентска телевизија, да. Добро, ние инаку разговаравме дека на крајот на криштата тие проекти се толку ретки во Македонија што не може да се говори за некаква конкурентност, бидејќи многу ретко се произведувале во Македонија овој вид на серии. Како што и самиот велиш да се направи хумор на телевизија, веројатно најтешката работа во овој занает. И после успешноста на Friends, таа прочуена американска серија, тоа главно им припаѓа на американците. Како успеавте да најдете екипа која овдека тоа го преточува во некаква смислена, успешна форма? Тешко. Ти кажам, една работа почнуваш на она што мислиш дека треба, второто да направиш тим кој може тоа да го направи, што е исклучително битно, и трета работа дека мораш на интуиција да играш. Така да тоа, меѓутоа ако можам да кажам што беше најголемиот предизвик, нас не ни беше само да направиме ситком. Идејата беше да направиш ситком кој што ќе може да направи импакт. Постојна дефиниција дека реалност е дефинирана од популарната култура. Ако ги спомна Friends, тогаш треба да ги спомниш Modern Family и слични кои што викат дека тие направија поголем импакт за развој на ЛГБТ културата отколку цело граѓанско движење во Америка. Кој ќе биде импактот на Преспав врз македонската култура? Па види, првата бидејќи претходно разговаравме за 30 годишна дебата која можеби не дава резултати. Овој тип на телевизиски продукти ќе дадат резултати, еве ќе ги емитувате на јавниот телевизиски сервис на МТВ. Ајде се, ако прашаш да синтетизирам што сакаме со Преспав да направиме, јас би можел да ти кажам во која насока би сакале дебатите да се движат после референдумот, да пробаме да најдеме нови метафори преку кои можеме да објасниме реалноста, тоа дека компетитивноста, дека креативноста и иновативноста се начини да се разбери светот. За разлика она што ние мислиме дека тоа е нација, идентитети, народи и така натаму. Вашата продукција се зафати не само со Преспав, туку ваш продукт и оној Петко. Па не би рекол оној Петко лани имаше 23 милиони гледачи на YouTube. Тоа е баш оној Петко кој што имаше 23 милиони гледачи на YouTube. И сега таа бројка која не знам дали е замислива за нешто друго. И која тоа е како веселата азбука што беше, бушавата азбука како што беше сега. Убаво.
Тој формат го продадовте и на словенечката јавен... тоа пополека се движи. Ние сме единствен формат кој успева на 3 јазици да работи на Балкан. Тоа е на македонски, на албански, што е многу битно во Република Македонија, кој што си работи во другите албански територии во регионот, така да кажам, и она обидот со словенечката национална телевизија да го правиме таму. Така да Петко, меѓутоа се е во тој дел, па она што ме праша на почеток дека обид да еманципираме. Затоа сме ни организација, не сме продукцијска куќа, јас станав продуцент, само начин да го реализираме она што не беше наша идеја. Како си задоволен од тоа што се занимаваш во областа на еманципацијата? Дали успеваш да си легнеш навечер и да кажеш денеска денот не отиде за џабе? Тешки прашања за една ТВ емисија од ваков формат, така да меѓутоа пакето идентитети ме представи како аналитичар, што нема врска, што ми е нов идентитет од денес, така да сега сум продуцент последниве 3 години, така да мислам дека убавината на светот дека можеме да ги приграбуваме идентитетите кои се пред нас. И уште една, јас ќе те прашам кој што е многу битно, работиме еден проект кој што менеме Д проект за нареднава година, да го работиме заедно со тебе, после 30 години на пријателство се вика динамика на македонска транзиција, така да ја представи го ти да те прашам. Па јас мислам дека кога ќе дојде време ќе го представиме тој проект, тој исто така е еден многу амбициозен и комплексен проект во кој што не сме стигнали ни на половината, иако тој треба биде завршен негде на половина на едната година. Но мислам дека оваа количество на идентитетски прашања кои што ги отвори Федерска попладнево на една телевизија е доволно за оваа фаза на нашата програма. Му благодарам на Пеце Талевски, кој што е главниот човек на ОКСО. А ОКСО е куќа која што се занимава со се помалку, а најмногу со еманципација на македонската јавност. И ве повикувам веднаш после рекламите, а потоа и вестите да се вратите во нашето отворено студио, каде што ќе продолжиме со програмата. Пеце, има уште нешто? Уште 10 секунди. Заборави да ви честитам на почетокот со работа, да ви посакам успешна работа и да имате страшен предизвик, имајќи во предвид колкав простор отварате кој што треба телевизиски да се пополни. Ти благодарам, мислам дека сме и ние и собствениците на телевизијата и уредувачкиот тим потполно свесни за предизвикот. Останете со нас, се враќаме веднаш после вестите. Следуваат, се разбира, нашиот Сергеј следува, потоа следува ексклузив, а ние се враќаме во ова студио негде за отприлike околу час и половина.